Поддржано од Simpeks. Нова епизода, добре дојдовте, недела, 18 часот. Брчиме со Дуле, повторно за вас. Во денешната епизода, ај сега да не бидам толку озбилен, замислата ми беше да направам една емисија во која што ќе правиме муавет со некој за еден поинаков начин на навивање. За некои луѓе навивањето е издувен вентил, за некои луѓе навивањето е додатна утакмица да се истушат, да се изнавикат, ама за некои луѓе навивањето е животен стил или еден начин на живот кој што е во нивното секојдневие. И се размислував вака со кој можам да си правам муавет на таа тема и ми текна дека во средно си запознав едно другарче кој ден денес ми е другарче. Тој е нашиот Коки. Коки, добре дојде. Ајдов. Откако знам Коки е по утакмици, откако знам Коки е активен во тие навивачки работи што се случуваат, од кореографии, од сите тие работи. Знам дека е еден голем фанатик, нормално од чкембари, за нашиот Пелистер. И се надевам дека во оваа епизода малце ќе го доловиме тој начин на навивање за еден навивач, што навивањето е начин на живот и животен стил. Мило ми е што со тебе ќе го правиме муабетот и се знаеме од 2003-2004 година, може негде средно кога бевме. Така да уште еднаш добре ни дојде и сега кога ќе распалиш нема да застаниш. Кродуле, фала ти на поканата што ме викна, чест ми е што сум гостин во твојата емисија. И мило ми е што ете со моето присуство ќе поддржиме ваков локален проект како емисијата што водиш. Иако не сум јавна личност, не обавам никакви јавни функции нешто, мислам дека разговорот што ќе го имаме ќе биде интересен, ќе го задржиме вниманието на тие што ќе одлучат да не гледат. Апсолутно. Пошто кажав дека те знам цело време со дрес од Пелистер, за тебе бојата, градот, пасијата што ја имаш, сето тоа денес ќе го пренесиме до гледачите. И мора да почнеме од негде, а се знае со што се почнува. Знаеш, некои ги носеа татковците по утакмици, некои одеа со големите од малата по утакмици, кај нас беше таков случај, например, татко ми не ме носеше по утакмици, не беше таков тип, нема врска, ма одевме со големите. Да. Кај тебе како почна навивачкото лудило, да речам? Не знам, јас најпрво, да речем, најмногу што се сеќавам, тие биле некои од 90-тите, јас сум бил мал, во 90-тите години, ме носеле, татко ме носеше на ракомет. Тоа што ракометот беше бум, хит, во 90-тите години, Пелистеров со 5 ракометни титули шампиони на Македонија, беа и тие легендарните и Лемго и така натаму такмици. И уште од тогаш ми се влија некоја љубов, да речам, према спортот, салата беше преполна, исто така, и како деца се воодушевуваше од атмосферата, од како изгледа сето тоа во сала. Тогаш знаеме дека имаше исто премногу добро навивање, имаше кореографи невидени. Бевме препознатливи по навивање во сала, значи број 1, дефинитивно број 1 во Македонија. За ракомет сигурен сум дека и пошироко. И едноставно во тие години ракометот беше на ниво на религија во нашиот град. И пред се мене ми се влија таа љубов према ракометот, после во фудбал и така натаму, кон се што е битолско. Да, нормално. Прва сезона најмногу што се сеќавам, јас сам како сум почнал да одам утакмица, 2001-2002 сезоната, таа сезона Пелистер го направи најголемиот европски успех, играше финале во Челендж купот. Буквално на сите утакмици се сеќам ко вчера да беше. Буквално се сеќам ко вчера да беше сите утакмици, некои детали или дури глупи детали што нема потреба зошто и памтам, се сеќавам, да. И од таа сезона, да речам, сум одел и со другари од малата. Сами ко почнавме да одиме. Од таа сезона почнувам редовно да одам.
потојни стадион. И во навивачката група, во организацијата, да речам, веќе малце ко озраевме, да речем, ко созраевме, негде околу 2005 година. Значи, ајде сега пред 20 години, Да. кога ќе видиме не е малку период, Како малку? повеќе од пола живот сум активно посветен Да. на навивачката група. Таму започнав, да речем, тие години започнав со организирање. Најпрво помагавме околу кореографии, тогаш започнавме првите кореографии со најлон ги изработувавме на една утакмица со Вардар беше. Имавме земено зелено-бели најлони ленти, спуштивме од на матичната трибина на Чекембари долу со мотки имавме кај папало направено. Тој ни ги направи тогаш. Тие беа првите почетоци, да речем. Јас како сум зел активно учество во организацијата и во работењето на навивачката група. Па од таа година се до денес, повеќе или помалку сум вклучен буквално во се. А исто така, освен тие работи што ги спомна сега, ти правиш, еве на масата можеме да видиме и фанзини. Да, 2000 Што е приказната позадини? Вака, со фанзините, 2012 година, ете, веќе 12-13 години помина од кога го издадовме првиот број, од тогаш имам издадено 9 броја на Чекембари фанзин. Јас сум редакција, речем, главен и одговорен за издавањето на фанзините. Во секој број по некој ми помага. Воглавно идејата беше дадена од еден мој другар од трибина. При еден разговаравме, вика, дај да започнеме да правиме, да пишеме нешто, како фанзинче да издаваме некоја. Добра идеја. Да, некоја идеја имаше, нели да идејата беше да ги архивираме тековните случувања, бидејќи се што е дигитално кога тогаш се губи. Се губи, точно. Пишаниот збор, испечатениот материјал, секад негде ќе остане. Значи ќе остане трак. Печатен материјал ќе остане трак. По ми ја даде идејата, да ти кажам, јас тако сум малку упорен за многу работи, кога ќе наумам нешто го правам. И ми ја стави мушичка да што се вели во глад, тука ми изуеше цело време. И на крајот од сезоната направивме некој напор, го направивме првиот број во 2013 година, на крајот од 2012-13 сезоната. Излез интересен. Првите 2-3 броја, да речем, се на некој да речем поаматерско ниво. Од четвртиот број до денес го стандардизиравме изгледот, содржините. Воглавно во Чекембари фанзини содржат, како што реков, ретроспектива на тековните настани и обработуваме ретро теми поврзани со навивачката група. Знаеш, кога сме седели вака со постари членови, со едно друштво сме седели и се кажат како било, што било порано. Со други ќе разговараме за истата работа, малку поинаку ја кажуваат работа. Да. И чувства, и хронолошки, редоследно некако не ми се совпаѓа работите. Некој на едно се сеќа, на некој знаеш што ти веќе години поминале. Да. Некој поинаку ги има запамтено работите. И така се создават и митои. Точно. Мит ќе се создај, пола вистина, пола точно. И да ти кажам, ми беше голем предизвик. То, да речам, да лично задоволство ми представуваше, сакав да откријам што точно и кога точно се случи. Најпрво ќе разговарав со 1, 2, 3, 4 од старите што биле сведоци од ветераните на тие настани што мене ме интересирале. И користев во библиотеката, има едно оделение периодика се вика. Таму се зачувани сите печатени материјали од весници од така натаму. Се што е поврзано со не, весници, буквално сите весници во Македонија што се издаени. Користев периодика, да речам, и датите ги гледав која утакмица, кога е што и дали се совпаѓаат со кажаните работи. Да. И така направивме, да речем, доста интересни ретро теми што не биле познати и на помладите. И
крај крајва веќе кога ги спечативме во фанзините ги имаме како пишан доказ дека нешто некој пат се случило. Така. Сме имали интервјуа и меѓународни некои збивнувања сме ги коментирале, сме ги пишували така. Со Чекембар и фанзин сакам да кажам едно приказна ако не е проблем. Да, Затоа сме дојдени. да кажам, ние имаме пријателство со полска навивачка група, Орфеоже се вика од Белхатов. Чекембар и фанзинот е директен виновник во наводници за настанувањето пријателство. Во Полска има едно издание, навивачко издание, се вика Тумај Кибице и за точно 2017-18, не ме држи за збор која година, ми стига на мејл основачот на тоа списание, да речам, ме контактира дека дошол до нашето списание, ме нашол по другови навивачки некои. Јас од да се го играме ние и во странство списанието го има, не знам, од Австралија, Америка, Африка, Јужна Америка, Европа, сегде кај нема стигнат. Да, та не по кој знае колку, али по неколку примероци на Балканот веќе сегде, буквално нема држава кај што не е испратен. Да, и па баш и за тоа е направено за некоја позитивна промоција на тоа што сме работели на навивачката група. Едноставно како убава работа е гледам. Да, ете како и буквално како затоа и се вика Чекембар и фанзин наменетен баш само за навивачката група. Да, и ме контактира, вика сакаме да дојдеме Битола, дали би не пречекал, немаме никој да сликате на утакмица во Совардар, имавме утакмица. Ги пречекав, ние сме познати како добри домаќини, да, што за не важи тоа за сите, посебно за северните земји, за се малце поладни луѓе, така да речеме. Нема таква релација. Ние прв пат се идовме со луѓето, ги седнавме в кафана и како не ги седиш в кафана каде. Разговаравме, сликаеве, јас задоволни од тоа што го видеа и во јануари, февруари месец, значи тоа беше во декември, јануари или февруари месец, това после тој настан ми стигна покана за да гостуваме како навивачка група за тие славеа во јуни 40 години од нивниот фудбалски клуб и правеа некој турнир со повеќе навивачки групи, дали сакате да дојдете. Ја прифативме поканата, бевме во Полска, значи 3 дена ги имавме, да речам вака, од друштвото што сме нашите другари, да речам таму и сите што бевме. Едно од најубавите спомени што сме ги создали, да речам навивачки. Да поминавме преубаво, кликнавме со појаците што се вели, иста боја зелено били со црно се тие. Големина на град многу слична како Битола, да речам. А во начинот на делување на навивачката група се најдовте многу, блиски? тие се многу организирани. Значи, кај нас некои работи се дешаваат, се случуваат спонтано. Кај нив нема случајност ништо. Тие страшно се организирани. Иако за полски, да речем, стандарди се една од помалите групи, од Полска 30 милиони мислам земја, има најголемите во Европа, неколку најголемите навивачки групи, дефинитивно бројна навивачка земја во Европа е. Ајде, што мислиш дека е разликата меѓу нив? Менталитетот. Да. Балканот, да речам, ние спаѓаме под ова поднебие и не само во Македонија, да речам, такви и српските групи, босански, хрватски, грчки, така, тие се и поголеми од нас и организирани, меѓутоа постои тој момент на спонтаност, на нешто во моментот да се. Па добро, и тоа е некој убав значи инпут во нештото. Тие тоа го ценат. Кај нив е се предвидливо, кај нас не е се предвидливи, значи кај нив има и закон и ред и се знае полицијата како треба, што може да реагира, кај ќе реагира. Кај нас, значи, од повеќе страни се спонтани работите и така, после тоа... Затоа што не се изделкани кај нас, како што треба работите, затоа се спонтани, оставени на случајност. Има многу работи се оставени на случајност, значи, општо во општеството, во главно, да. Така, значи, тоа е поднебието, тоа е така да исуваме во се, дали буквално во секој поле. И после тоа, да скратам приказната, имавме многу брзо во потоа натпревар со Лех Позан, таа една полска екипа исто, Пелистер играше европска утакмица
една недела после турнирот, дојде не поддржаја. Бевме и ние во Полска неколку пати и се случи така да имаме едно братството со нив што за нас представува да речем Нормално задоволство. еден голем плюс, да. И одиме таму и ќе научиш нешто ново, ќе пречекаш и така имаме една дружба. И понатаму ќе ти кажеме некои примери што со нив имавме, да речем, што е придобивката од нешто. сето тоа да си навивачи. Чкембарите можеме да се сложиме не дека ние сме од Битола или дека навиваме за Пелистер или дека сме дел од Чкембар или било како, слободно можеме да кажеме и видливо дека се посебна група на навивачи. Има нешто посебно во смисла на духот, во смисла на навивањето, во смисла на единството, во смисла на не знам како да се изразам. Духот ќе речам ајде пред се Така. што го носат. Рекол јас Како твоето видување ме интересира, твоето Да. чувство кое е зошто чкембарите се стварно така како посебна навивачка група. Не Имам- само во Македонија. имам некои размислување да речем околу тоа, се слагам. Значи, се сложувам во однос на тоа што навивачката група, како дефиниција навивачки групи, обично е позатворена група на луѓе, да речем, буквално тој што размислува како нив, може да биде дел од нив. Кембари како чкембари, веќе ете и 40 години сме направиле. Мислам дека во Битола израснато надвор од рамките на навивачката група излезено како навивачка група значењето дека важат како движење едноставно. Зошто го велам тоа? Бидејќи секој битолчанец што одел повеќе или помалку на натпревари, дали идел со чкембар или не идел поради некои негови причини и околности, секој си зема за право и мислам и го има и тоа право да се идентификува како чкембар, значи со самото раѓање дека е од Битола Да. и нели ние важиме за локал патриотска група. Битолчани сме познати по тоа што било арми или било лошо, Да. Битола е број 1. Број. Така си ја фалиме Ама и кога треба и кога не така треба. И осеќаме, така треба да така биде, и чувствуваме. така треба да биде. Да. А ние тие вредности ги носиме и како навивачка група и многу лично си ги сваќаме работите и во однос на резултати на клубовите едно друго и буквално и навивач по дефиниција тоа што важи да речем ултрас или да не е ултрас ги носи истите емоции. И буквално секој ден што сака Битола, што го сака спортот и Пелистер, слободно и со право си се идентификува како чкембар. И мислам дека таа е разликата во однос на останатите групи, да речем, со нашата група. Да, убава анализа ти е таа што велиш дека самото тоа што ќе се родиш во Битола заради нашиот менталитет овде во Битола Па што веројатно имаме, да, и така сме. и на кој сме горди, што Така е треба така. да биде. И доени сме така што сме. Доени сме така. И сега Таа има мисла со тоа размислување. исто некоја експанзија гледам на млади кои што одат по утакмици. Не знам како се колку се те сериозни во учество во ова или во она, ама ми е мило што гледам дека има доста млади, дека има доста родители што носат мали деца на утакмици, за да го спознат нештото, да го почувствуваат нештото од мали нозе и после да му прерасне нештото во како тебе што ти е начин Да. на живот. Не велам дека можат сите така да И функционират. не треба да функционират И сите не така, треба да така е. функционират сите, али тоа е еден голем плюс што го има моментално. Да, тоа во однос што спомна за мали деца, тоа во светот и во европски, во светски рамки, тој во нормалните држави тоа е нормална појава. Така, да. викенд доаѓа, Празник. не е ништо лошо, ниту страшно да го земиш детето да си одиш на такмица. Јас двајца си немам, двата ги носам. Да, гледам. Треба си видел слики. Гледам. Да, значи не знаете како некои инцидентни ситуации или немили работи, сегде може да се Може во и цел свет, може да. и треба, не амнестирам ни групата ни ништо за некои немили сцени, меѓутоа сегде може да се случат и треба да настојуваме да се избегнуваат некои грешки што ги Да. правиме, што сме ги правеле во минатото, да учиме од нив и тоа со младите навивачи, то пак би го кажал дека резултати на некои во последните години спортски успех што го има нашиот град, некој развижување на
спортските клубови генерално. Раздвижени сме во ракомето и во кошарката. Да. Фудбалот Ќе не. спомним и за фудбалот, Спомним. ќе кажеме, значи Имаше лани или кога беше инцидент, не лани друго беше. Фрлање бакла нешто имаше сега нешто. и во Втартина имаше значи за Скопје за Вардар Пелис. Да. Тоа се Вака претпоставувам изолирани инциденти. Тоа не е Вака, за би ја отворил темата, ете сега ако можеме ќе го спомнам за тоа, за пиротехниката на надпреварите. на надпреварите. Ете конкретно само кратко ќе се задржам на тој инцидент. Не би требало да постои такви работи, бидејќи сега колку да се правдаме или не, значи таков гес може некој да повреди невин. Ама сега затоа зборавме Да, со деца, значи со може, мајли, со да, посебно има и додатен ризик со палење на пиротехника во затворен простор, дефинитивно и може да не сакани работи, меѓутоа пак ќе кажам без да се правдам пред некој. Не да се Меѓутоа правдаш, мислам да правдам групата, меѓутоа имало во претходните години на превари на МЗТ Пелисе во таа сала кај што се случија двата инциденти. Од истите страни, да речам, лево и десно од трибината ние кај што сме сместени, застануваат членови на некои навивачки групи, рибалските, знаеме за кои зборуваме, провоцираат, фрлат запалки, парички едно друго, на дерби е адреналинот малце повеќе кренат, помалку се пази на некои работи. И ете, дошло до палење на искра некоја. Не сакан гест. Меѓутоа, знаеш како Па и тоа е ривалитетот, тоа сакам да кажам, ривалитетот и ривалството да. Е интересно бидејќи не секој пат си предвидлив. Не се предвидле. Ма затоа и тоа е интересна искра во нештото. Да, меѓутоа да. Носи доза на ризик и можност да има некоја несакана последица од тие работи. Па добро, што ќе биде иначе ако сите седат мирно по трибините и да се прават. Не сме скандинавски навивачи. Така. Иначе во Скандинавија имат нити можеме, нити сакаме да бидеме. Да, по тоа сме разликувани, затоа и најжешко ракометно дерби во Европа го носи епитетот и идат и луѓе, значи се има направено некој, да речем за сега не во голем обем, меѓутоа на ултрастуризам. Доаѓаат навивачи од други места, баш да гледат и атмосфера и така натаму, значи има. А кога сме кај пиротехниката, доколку ми дозволиш, би сакал да кажам неколку збора. Секако. Пред 10 години, може и повеќе. Бев гостин, ми ме поканет од ФОФАМ, мене како представник на Чикембари, на една конференција организирана од УЕФА за пиротехника, зашто таму треба да биде забранета пиротехниката. И имавме големи дебати со представниците на УЕФА, значи и на крајот се сложивме дека нема да се сложиме никој пат. Би сакал да дам 2-3 збора за пиротехниката. Ние општо навивачките групи во Европа и кај нас и сегде во светот има една парола: легализирајте пиротехниката. Зошто? Бидејќи доколку се потребува како украса, не како оружје, значи дефинитивно не е опасна по околината. Не е ни опасна и предизвикува, значи, висина восхитувачки ефекти на стадиони. Адреналин, буквално и да ти убави кадри и им значи на фудбалерите, верувајте, им значи на фудбалерите и на било кој спортист. Да. Бидејќи при прослави на титули и слично, и самите играчи и да ти барат бакла да запалат, да слават со навивачите. Па и последните да гледавме прослава во Битола што беше за 40 години или низ центарот. Немаше кој не беше, да речем, и воодушевен. Тие кадри не се само Битола, сегде кај што се слави, се употреба пиротехника, вистина убави снимки, кадри има од тие забави. Има на интернет. Да, тука сакам да напоменам една работа. Државата и државите воопшто и федерациите не може да го забранат употребувањето на пиротехника. Не,
чести значи гледаме употреби на пиротехника и во Германија, што знаете важи за некоја земја со строги закони, со силна контрола, со модерни стадиони кај што ги имаат сите безбедносни протоколи, така се употреба масовно во Франција, во Италија, се ги спомнувам западноевропските земји што важат за некој стандард повисок од нашиот. Источна, централна, јужна Европа веќе нема кај не се употребува. Зошто властите да не воведат некој контролиран начин на палење, со тоа самите и власта ќе има, мислам и државата ќе си има своји придобивки, нели ќе се знаат кај се набавува таа пиротехника, ќе се знае по кои стандарди. Така. Значи се купуваат од имаш легални, бакла од 100 и бакла од 2000 од легални да речем, од легални извори точно, и би имале контрола во кој сектор ќе се запали. Значи има многу начини, правила кои може да се употребат и кои ќе воведат некој во наводници ред што сака државата да стави таму, и ќе се намали ризикот, нели, од повреди, од несакани последици, кои ќе знаеме пример кога би се запалило, која количина ќе се запали, кој сектор ќе ја пали, тогаш веќе ќе биде, пази, и тогаш ќе може да се бара одговорност ако се деси. Точно. Значи нешто се деси, ќе знаеме кај да побараме често сега негде се запали и се бара колективна одговорност. Да. Јас секој пат сум никој не може нешто да му забрани и секој треба да се одговара индивидуално за своите постапки. Точно. Така. Јас ако сум дел од групата и некој од таа група, не знам, земи и удри полицаец или било што да направи, не можеме да сносиме сите одговорност. Колективна, да. Тоа не е политика тоест не е начинот на навивачката група, не. Вие не го терате, не ги терате, значи да се тепат со полицајци, така. Пример сега го зедов тоа како пример. Јасно. Меѓутоа во група хетерогена, значи имаш карактери, милион карактери, милион табиети, и не можеш да поставиш, не знам, некоја, барем кај нас на Балканот, стрикна контролирана маса, да. Едноставно таков ни е нас менталитетот и треба правилата да се прилагодват според менталитетот до негде. Барем тоа е моје мислење. Како што рековме, не ни ги забранвај, воведи ни ред. Дајте заедно да се договориме. Така треба да биде. Бидејќи има во односот, што ја само ќе спомнам околу пиротехниката, имало, са не знам дали се уште важат тие правила, меѓутоа има успешни примери во Австрија и Норвешка кај што е легализирана. Значи во домашните, ама некако контролирано. Контролирано, значи со правила и има успешен, да речем, успешни правила, успешен закон кој си вовел некој ред на нивните трибини таму. Кога сме кај воведување ред и на такви работи, една од погорливите теми уште кај нас, баш може што сме и на Балканот, е национализмот. Свесни сме дека постои кај нас и често се случува, еве и последните 2-3 дена тоа го читаме. Кој е твоето видување за национализмот? Еве, ти си активен толку време, си доживувал ситуации и сигурно си и другари, контактираш со некој од друга националност, сигурен сум дека така. Вака, не е само Балканот, пак ја спомнам Балканот спомнам, меѓутоа сме ние специфично поднебие тука. И колку што знаеме да се изгушкаме, да се избацваме на маса секој со секој, една искра, одма ќе се исколиме секој со секој. Да. И баш спортот е поле кај што многу лесно можат да подгреат страсти, да вметнат вистина некој социјален немир во друштвата, и тоа, за жал, одредени структури го користат. И ние сме подложени, да речем, мислам некако чкембари општо навивачките групи, бидејќи голем дел се составени од млади деца, зовриена крв, патриоти, едно друго, некој се манипулативни. Може не толку манипулативни колку што некој пат вистина се делува импулсивно
без да се Ма размисли. сите реагираме импулсивно. Да, и најчесто. знаете како кога си во група, некако тие постапки се повочливи, повидливи, како поединец што можеш да направиш, меѓутоа ако нешто направат 100 души или 200 луѓе, Да. ќе биде повидливо и за јавност и околу национализмот. Значи, свесни сме, и Македонија е многу, да речем, многу Утепана од политика. проблеми имаме, Така. да, проблеми имаме во однос на тоа да воспоставиме меѓу заедниците некој јазик, што сегде во светот би бил нормален, меѓутоа кај нас тешко изводливо. Зошто не би навлегувал? Зошто сите знаеме кој од кој, ај се во наводници изразки потребам, подбуцнат. И мене ми е жал што е така. Да. Спомна дека дали контактирав од различни националности, јас и од Грци сум имал контакти, и бугари, босанци, срби, и руси, и украинци, значи буквално ние што сме навивачи, пример искрени, што како што спомна и уште во овој ние што сме го следеле, тој Ultras Way of Life се вика начин на живот, буквално без разлика на било која националност, ако си ако го носиш тој дух во себе, со секој можеш да врзиш 3 дена мувет да правиш, без разлика на националноста. Сакам да спомнам во однос на оваа тема, што рече сме последни во Битола. Многу се радувам, искрено ти кажувам, кога ќе видам и гледам битолчани од различна етничка заедница, значи нас различно од македонската, дали биле албанци, дали биле турци, роми, срби, да не ги редиме сега сите, јас ги велам битолчани. Кога ќе видам со шалче од Пелистер, со дрес, со децата, значи другари мој, ги поздравувам, знаат кои се што се, да не спомнувам имиња, одат на Пелистер, како што се развам јас, како што се разваш ти, се разват и тие, како што се нервираат, како што се нервираме ние, се нервираат и тие за резултатите, за игрите, ја делим истата страст и тоа мора да го чуваме. Бидејќи, едно сакам да кажам, колку работи повеќе не обединуваат, колку помалку виднина некој може да не раскара и да не разедини. Колку што имаме работи околу кои ќе бидеме заеднички обединети, што ќе не врзуваат, вервајте, во иднина ќе им биде потешко да не разединат. Бидејќи во спортот семејето на омразата може многу лесно да се после ова што го имаме Битола, дека различни националности, битолчани, навиват за Пелистер и дека не обединува таа зелено-бела боја, тие клубови што го носат името Пелистер, треба да го гледаме како едно богатство за нашиот град, како додадена вредност. Зошто? Бидејќи гледаме примери, Охрид го има ФК Охрид и ФК Воска. Струга го имат Струга и Караорман. Кичево, Влазрим и Напредок. Тетово, Тетек со Шкендија, Куманово со Башкими, Скопје слога со Вардари. Верувајте, не дај Боже некој да се сети, пример кажувам, ФК Монастири некој да направи. Да. Дали сте свесни колку можеме лесно да нарушиме цела баланс да го нарушиме. Балансот и цел некој меѓуетнички мир што го имаме во Битола и што треба да го одржуваме и да вервајте, сме уникат по тоа прашање во Битола. И јас многу сум среќен што нашите битолчани од сите етнички заедници го гаат тој дух, го негуваат и ги охрабрувам, значи да продолжиме Битола да си сака Пелистер. И да се обединиме околу таа љубов и верувајте, многу потешко ќе им биде на некој што има злобни намери, некој да ни внеси некој немир во нашиот град. Тоа е мојата порака, да речем, во однос на таа тема. Одлично. Имавме одличен прв дел од емисијата. Нормално си правиме по една пауза, дали за цигара, дали за сокче, небитно. Се враќаме во вториот дел со многу поинтересни теми и некои лични искуства на Коки, што ќе ги сподели со нас. Така да останете со нас, одма се враќаме.
Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио. А исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности и една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Исто така и нашите генерални спонзори, Симпекс од Битола, кај што можете да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така и нивниот слоган. Преку нивниот програм за рачен, електричен, батериски алат, земјоделски програм, масла и мазива програм, гарден програм, форест програм, градежен програм, каков и да замислите програм го има во Симпекс. Така да големо благодарам и до нив. Ете, после паузичето си се враќаме пак назад. Во овој втор дел од емисијата, најпрво што сакам Коки да го прашам е од овој начин на живот, навивачки, посветен, со страст, со пасија, многу порази, многу разочарувања, многу победи, многу како да речам, задоволствени моменти. Настрана од сите тие работи, кој е твојата придобивка од ваквиот начин на навивање, од ваквиот начин на живот? Сигурно има некои други придобивки, освен радување на победи, спремање, кореографии, такви сите тие пропратни активности. Тие резултатски придобивки, да речем, и моментално чувство на задоволство се секундарни. Зборам сега баш за ултрас. Ние, да речем, сме легнувале и легнуваме со мислата, не знам, за подобра трибина, подобар клуб. И се разбудуваме со истата мисла. Не е само денот на надпреварот или ден-два пред надпреварот, буквално има една исто навивачка парола што пресена 24/7, тоа буквално е така. Че кога сме биле помлади и во однос и некој пат последниот денар ќе одаеш, нема да јадам сендвич, ќе купам салотейп да залепиме нешто, или спреј да купиш. Се дешавало, буквално се случувало такви примери, не само јас. Значи, ова се што зборувам не е само мој лични пример, тоа е за буквално за сите што сме делеле трибината. И не е метим леко ништо. Колку е, значи, убаво исто така, значи, терет и тие голем терет се тие менаџирање и балансирање на меѓучовечки односи, бидејќи, како што кажав, карактери, табиети секакви имаме и да не се растури некој пат нешто, некој пат ќе се преќути, некој пат ќе се замежи и така и се, значи, се си има своја цена. Меѓутоа, ние како индивидуи сите, барем ете јас и верувам дека 90% луѓето, тежнеиме да си го пронајдеме местото во некоја заедница, каде што ќе делиме некои заеднички вредности и така јас, така и сите мои другари, браќа од трибина и верувам и другите трибини си исто така, сме си го наше местото таму, сме се залюбиле во спортот, сме залюбени во градот кој што го представуваме и буквално грбот на самата група го носиме во нас, го промовираме, работиме за него. И таа една од придобивките би рекол прва дека сме го нашето место во некоја заедница кај што имаме некоја иста идеологија. Втора, за мене и некоја мислам најбитна работа се другарствата стекнати на таа трибина, познанствата. Значи имаме од професори, до доктори, до програмери, до
криминалци до значи се што можеш Силна луѓе, да. мислиш, да видиш со кои луѓе со кои никој пат не би ти паднало на памет дека можеш да го осетиш толку близок, да те осети тебе толку близок, да делиш иста пасија и буквално тие познанства што сме ги расшириле во меѓу нас и другарства на нашата трибина ти се наоѓаат буквално сегде во животот. Не знам колку вратијата во Битола ми биле отворени баш поради тоа што сум знал дека не знам во некоја институција имаме некој наш, во наводници кажам наш. Да. Сме имале пристап и достапност до еден куп места благодарение на трибината. Бидејќи запознаваме и стануваме другари и блиски браќа, бидејќи делиме Иста пасија, иста и желба. маки, значи Да. тешките моменти не ги зближуваат луѓето. Ете само еден краток пример ќе земам. Пример, децата на училиште најмногу кај се зближуваат. На екскурзија смислам. Да. Ние имаме секој еден или секој втори викенд екскурзија, секој гостување нас на екскурзија, доживување Точно. буквално и стануваме сите блиски. Друга работа, значи јас сум стекнал пријателства и познанства не само во Битола. Ете, ние сме вратимени со највачката група од кавадарци Лозари. Мене поло кавадарци ми се другари. Буквално можам да ги наречам другари. Да, кавадарчани се попол. Значи, топол народ се петка дечки и прат поштување многу. Знаат друга, да почитуваат и да ценат. Охрид, Точно. значи имам отворени врати, телефони, значи да не ги редам сите градови сега поединечно, низ цела држава. И посебно ми е мило дека и во ривалските Па секој Тетово сме и Скопје, кај градови да да, речам, сакав да те прашам и како имам е. познанства, имам пријателства, другари што ми се да речам неколку, значи не велам стотици, меѓутоа другари можам да кажам истина неколку души што не знам децени веќе се направи Верувате. кај што си Сте живееме, пријатели. не мора да контактираме секој ден, меѓутоа и Точно. кога да се зборниме си го имаме маветот и да ти кажам ете еден личен пример. Спомнав дека ќе ти спомнам неколку лични примери. Пред повеќе од 10 години. Повеќе од 10 години, значи на мои 23-4 години, близок член од моето семејство имаше здравствен проблем. Требаше да направи една операција во скопските клиники. Кај нас како што го дало општеството, стално ти треба еден кој те пушти по препорака едно друго. Требаше да најдеме докторот што требаше да ја прави операцијата. Имав јас еден контакт тогаш од еден од комити, тогаш беше, речем, еден од поглавните на нивната трибина. Имавме на два пати видено, ништо значи специјално, меѓутоа ми останал контактот во телефонот. Реков ќе се јавам, ќе прашам случајно дали знаат некој. Се јавив кај дечкото. Верувај, Скопје го превртија да најдат контактот, го најдел контактот, ми го дадоа и ете јас на 20 и некоја година, како што спомнав, успеав, значи за преку таа трибина да добијам, не знам, да врски некој за да ми излезат во сусрети во скопските клиники, да. И тие се некои гестови што не можам да ги заборавам, ме свеѓаш и тие некои приватни релации, верувај се, едно од придобивките на животот на секој навивач, бидејќи стварно се создаваат контакти што не знаеш кога и каде би ти се наше, би ти притребале. И ние правиме муабет за навивач од најлутиот ривал. Најлутиот ривал се. Јас искрен сум, значи Ама и друг пат имам читано и слушано дека комити и чкембари си помагаат на некој начин. Имаше случај со изгорена куќа на член. Да, сега скоро Така беше беше. на наш член,
ниту им побарал некој нешто, ниту им се јавил. Луѓето те одлучиле, направиле и те некоја хуманитарна акција за собирање на средства и ги платија на дечкото. Браво. Значи имало да речам гестови на Со помагање. со помагање меѓусебно, да. И така треба да биде. Значи Заборавивме- ривалството, ние имаме на пак јас куп да речем пароли или изреки ги спомнав во оваа емисија. Ривали да, душмани не, бидејќи не можеме да сме душмани. Реално ниту им посакувам нешто лошо, ниту ништо им посакувам од сите да изгубат, ама не им посакувам лошо Така. да им се случи, верувај, и има и окей дечки, кај нив и кај нас. Ама И не не може сум да само нема јас ривалитет. некој што и не сум само јас некој што има некој да речам приватни контакти со од кај нив многу наши членови со многу нивни постојат Ма тие малце контакти. друго време е кој сега. Сега сме сите полесно одиме, патуваме наваму натаму, Со овие социјални контактираме, медиуми социјални- полесна и комуникацијата, Точно. да не се лажиме. Сите И, имаме некои да, колеги од мислам Скопје, дека- таму за Вардар што навиват, Така е, или било така е, како, така па е. дебатираш, па Така е, буквално така, значи се знаеме кои сме и што сме и како сме. Јас значи имаме еден куп и смешни примери, некои се за пред камера, некои не. дај кажи некој што е. Не знам како сме се нашли, еден пример имав дете бев 17, ајде 20 години прекусила дали бев. Бевме на одмор Охрид и нешто ми беше лошо, седиме во станот кај што бевме сместени и другарите мои ги знаеш. Кој ми се, никој не е од нив чкембар, јас внатре си седам, тие надвор нешто цигари пуши, имавме скопјанки, комшивки, па еден дечко на едната беше дојден, од нигде никаде, стварно ден денес не знам од кај ме знаеш, идете по навивање, знаеш, на Скопски, вага, така, не, вика, бе, колки го знаете ли, вика, спие рече, да слова, вика, тука. И така со тој дечко се, баш тоа се запознавме, и ден денес сме пријатели, и сум го пречекал, и ме има пречекано из Скопје, и Да, тие има се неколку бајте. такви, има примери. Ривалството стои, не Значи, може да не ние, стои. ние си имаме сега. Не може да не се испцуеме, ама Значи, ти си имаме кажем, може ќе се најдеме некој пат на дерби на трибина, значи, тоа си отргаме настрана. да. Дружба е Ние, дружба, служба е служба. Служба. И кога ќе пишеме сега некој пат како е, што е нешто, многу ретко коментирам, барем јас лично многу ретко коментирам со нив и тие со мене за навивачки работи. Сега знаеш дека малци повозрасни, малци други околности се како животот едно друго. Верувај, и некои пријателства израснале во животно пријателство, дека стално сум имал, да речем, на телефонот контактите, дали додиш, да не спомнам повеќе, во било кој место од државата, дека можам да се јавам. Да. Да имаш Буквално некој да те благодарение пречека, да на се тие видиш. на тие познанства. Исто така сакам уште овој пример да ти го спомнам со пољаците. Нели сме збратимени. Да. И со фамилијата шетаме пак во Охрид, се дешава лето беше и видам дечко еден со амблемот Белхатов. Клубот што сте Клубот што збрати. сме. И сам вака сме Бачката. го пули, еј брадер, how are you? Знаеш коги, how are you? Се поздравуваме и тој беше со жена му, сакам да ти кажам, замисли Да. на 1600 километри преку 5 држави негови од град е, и не иди тој во Битол, ајде да речем во Битол може логично да најдеш некој што ќе те знае, одиш во сосем друг град, Се наоѓате. наоѓаш пријател, која е личната сатисфакција, Задоволството секогаш и е големо. задоволството пред Чувството е жена му, преубаво. го прашаат кај се знаете, од трибина се знаеме, значи, Да. и ту збораме за држава на 1600 километри од нас. Значи има тие се за мене пријателствата, познанствата што остануваат и меѓу самата група и со останатите се вистинската придобивка од навивачкиот начин на живот. И па тука сега ќе ме враќа ова се што го кажа сега. Откако почнавме со вториот дел, ме враќа на она стереотипите за навивачките групи. За жал постојат се уште, но Постоја, да. мислам, не знам, да барем тој му е некој лично чувство дека
некако ко да се менуваат работите. Не знам, јас тоа е моје некој лично чувство. Бидејќи порано, знаеш, наркомани, и вакви, и такви, пијаници, и ова прат, ова прат, И да не беше и така, да не беше, така се збореше. знаеш, како викат, еден поп ќе кради, сите попа се, Да. се лоши. Баш и во нашиот случај, да речеме така, меѓутоа, навивачките групи, зборувам јас општо, за сегден, значи не е само за нашата навивачка група Битола, се познати по тоа што застануваат секој пат и се одзиваат на повикот на заедницата која има некоја потреба од нив. Дали било елементарни непогоди, поплави, пожари, значи бројни се примери низ светот кај што гледаме навивачи вистина волонтираат со лопатите в рака, барикади за поплави, значи многу има такви примери. Во коронавирусот многу примери, посебно Италија имаше кој започна со тие некои волонтерски акции. Кај нас, ќе спомнам, Чкембари, еднаш годишно правиме ние најмалку крводарителска акција, се одзиваме на хуманитарни акции за потреба, како што беше со дечкото со куќата, многу такви примери. Пари сме береле за операција, за едно за друго, и на наши членови, на некој што не е од самата група. Се трудиме во рамките на можностите, имаме донирани телевизори во детското оделение. Често имаме донирано во домот за доенчиња, кога се божикните празници, новогодишните. Те прашав, бериме, гледам тие активности, горе-долу ги има по локалните медиуми кои ќе ги правите. Да, сега и со социјалните мрежи лесно може да ја соопшти, тоа знаеш како не е ни за рекламирање, меѓутоа не е тоа за рекламирање, дека сме направиле некој гест, дел од вашите активности што треба луѓето да презентирање на нашите активностите на групата и на сиромашни семејства со храна, со било кој потреби да ги има, значи безброј пати е тоа правено. Сега имавме исто една, да речем, општествена акција, засадивме 40 садници во Битола, во паркот за по повод 40 години Чкембари. Имаме берено средства и за поплавите во Србија, во Обреновац исто така, да имавме донирано. Значи, тоа сакам да кажам дека групи тоа е дека тие имат и благородна работа во нив, не е само. Да, бидејќи знаеш како постои во секоја група има и енергија и потенцијал кој би било штета да не се насочи таму кај што би имало корист поголем број на луѓе. Ете сега ќе спомнам се една негова тема, да речем кратко само ќе кажам, во последниот број пишев Чкембари фанзинот број 9, опширно е опишана за војната Украина-Русија. Таа трагедија што се случува, така лично сваќам, не знам зошто да имам сватено меѓусловенски браќа што ги осеќаме блиску. Значи цели баталиони се составени од едната и од другата страна од само навивачки групи. Значи се одзвале на повикот, се одзвале на повикот на татковините, на нивните татковини, застанале, војуваат. Сакам да ти кажам, постојат бројни примери кај што баш навивачите се тие кои даваат огромен или некој некаков придонес во заедницата кај што функционира. Да. Кажи ми, спомна 40 години Чкембари. Тоа беше една фешта преуба за око. Има еден куп видеа на интернет кои што можат гледачите да ги видат. И ако не гледат и од други градови, а не виделе, треба да видат. Само кратко сакам да те прашам колку луѓе учествувавте во организацијата на цел тој настан што го направивте? Одреден број на луѓе, никој пат не се доволни. Никош не се доволни. Да, стално е потребно и што повеќе земат активно учество е нели подобро, меѓутоа првиот дел, затоа што беше голем настан. Настан, значи терет млади дечки и од возрастните презедува терет навистина голем. Ете едно лично моје мислење, за жал не го закруживме на најдобар начин. Бидејќи фудбалското закружување на 40 години славијата што требаше биде не испадна ниту како што планиравме, ниту како што сакавме, поради
не околности не само од што зависи. Јас морам да напоменам, не само од што зависи од навивачката група, меѓутоа тој првиот што рече спектакуларен, навистина беше убав. Навистина беше убав и ракометниот дел и нели покрај Трагород што беше со пиротехниката организирана, мислам дека беше убав. За жал, ете, јас пак ќе кажам, имавме пропатни многу акции поврзани со 40 години, маички се извадаа со сцени од фудбалската историја, шалој се извадаа еден куп, така натаму, да не редам се што сме направиле, песна сме издале. И така, мене лично, јас како еден од, да речем, што сум дал вистина придонес, да, да неќам да преземам заслуги некакви, но ете, лично ми остана, наискрено ти кажам, некој грудка ми остана така што не сме ја заокружили, онака јас како што сакам. За фудбалот, знаеме каква е состојбата моментално, знаеме каква е состојбата години уназад, стадион се правеше, се направи, ајде, јас велам не се доправи, ама нема врска, се направи. Стагнираме во фудбалот, можам да речам и надолу одиме, и јас искрен да бидам, јас не слушам доволно да се збора, да се труби, да се бара одговорност, не велам од вас, премо што муавет, јавното мислење, затоа што да, општината го превзеде, меѓутоа општината како општина, не знам дали постои клуб во светот што е воден од општина или од држава или од не знам. Да, постои, јас мислам дека не постои. Како и да е, не е битно. Зошто, што мислиш ти, зошто ние стагнираме во фудбалскиот клуб Пелистер? Затоа што тој е Ти изнесам некој мој личен став. Мој личен став. Сега сакам малце како краток вовед да направам. Личен став, пак ќе кажам. И се што сум кажал во емисијата е мој личен став. Значи, еден успешен пример во Битола, РК Eurofarm Пелистер. Значи, ете, среќен сум што групата и го препознала и јас лично бев, да речем, еден од иницијаторите да се прифати платформата и вистина се покажа како, ете, досега успешно приказно донесовме Лига шампиони, надпревари во нашиот град. Инфраструктурно благодарение на тие настапи сме се подобриле, ете, со паркингот. Што сме морале, ама сме се подобриле. Меѓутоа, да, тоа е ради спортскиот успех. Најголем, значи, амбасадор на било кој град и држава се спортистите, спортските клубови, така и кај на сете ракометот. Се вративме на мапата на Европа и така натаму. Кратко, зашто им беше воведо? Зошто е тоа така? Бидејќи имаме приватен партнер во раководењето на клубот. Или не партнер, него приватник која турка и која води целата организација. И многу пати до сега се покажало дека приватниот сектор или приватните компании се многу подобри менаџери од државните или општинските. Има еден купикс фактори зашто тоа е така, без да навлегувам подлабоко, меѓутоа за мене едно од најголемите причини ќе ја наведам одговорност. Премалку се бара одговорност или не доволно се бара одговорност, зашто нешто е така како што е. Јас вака би рекол. За фудбалското прашање на Битола. Што викаш, не се бара одговорност за вервај на луѓето ме смачене. Не знам кога последен пат, не се ни сеќавам, сме имале фудбалски блесок. Она беше едно епизодно купот што го задовме 2017-18 кога беше со Шкендија. Претходно 10 години пред тоа 2007 со Апел кој игра во УЕФА, овде цел град се радваше за трето место. Дека задовме буквално. Срамно е за Битола. Тоа што се случи, ти гледаме клубови, не знам како Струга, Тримљум или Фармаши и Ренова, тие се клуб фирма, јас ги викам епизодни, вистина, без традиција, без навивачка група позади себе. Во 2 години, 3 години прават бум, титули ќе освојат, по 10 години ќе снима, меѓутоа останува историјата дека тој некој таму зел титула, ние уште немаме шампион на Македонија бидено. Еднаш. Колку 2 купа сме имали. Мора да бидеме дули искрени, да се погледнеме и ние како битолчани во гледало.
правиме некоја доза на притисок врз општината, значи верувај дека е така. Општината делува без да ми замери некој, пак ќе речам, тоа е мое мислење, популистички да го задоволи градот, навивачите, дека прават притисок. Сите сакам, ја сакам, брат, Да. не знам успеси вакви, такви, не знам кој да игра играч. Меѓутоа финансите се тие што се. Тие финанси само што се одвојуваат од општината не се доволни за успешен фудбалски колектив со прв тим, сакам да кажам, како што би се надпреварувал успешно во прва лига. За мене, вервај, лично за мене немам разлика дали Пелистер се борел да опстани или играл во втора лига. Придобивката никоја не е. Да. Знаеш кој маќар најмногу? Странците што земат по 2-3.000-4.000 евра плата. И жално е што, пример, се одделува толку многу средства од нашиот град, најголем број на расходи се баш за плати за дојденци, тие пари не ги трошат во Битола, значи не останат тие пари во Битола. Нек ми одам на тренинг на децата, фудбалски тренинг. Битол има едно помошни игралиште, сите кај што играт, Ќумурното. 4 школи во еден термин. Од 6 до 7. Во 4 школи тренират и ту секоја школа има по 2-3 групи, значи за една група имаш петтина од теренот. Делим. Ништо. Значи, жално е, верувај, жално е. Јас да сум. Би ги насочил сите, би го насочил целата своја енергија, цел свој напор врз изнаоѓање на партнер, приватен партнер, без разлика странски или домашен, кој би сакал нешто да направи. Значи сега можеме да понудиме, стадионот се слагам не е завршен, меѓутоа е далеку подобно тоа што било. Можеме да понудиме инфраструктура, бренд, публика, да, секако. Традиција, историја, значи се што е фудбалско, што вреди, ние го имаме тука, треба само да знаеме и да најдеме луѓе, јас не знам како, меѓутоа постојат, верно дека постојат луѓе што знаат добри менаџери, продуктот, таков продукт да го продадат, да го понудат на пазарот, а во меѓувреме, седур ден се најде таков инвеститор, да се кажеме луѓе, овие деца во Битол, значи фудбалот е стратешки. Зошто? Бидејќи најголем процент на дечиња битолчанчиња да играат фудбал. Да. Значи зборуваме за стотици деца. И ние како град треба да му понудиме да имат најдобри услови. Ете веќе кога добиваме толкави средства, дајте да ги насочиме тие средства за развој на клубот во школите. Нема да земам некој си Иван Иваневич, не знам, од Србија, играч што никаков фудбалски квалитет не е над некои наши деца или некој драстично поквалитет. Дајте да земеме барем 2-3 тренери што разбират и странци, што разбират од младинска фудбалска школа, да ни организираат, ако не знаеме ние. Инфраструктурно што збораме за неколку терени, да понудиме уште 2-3 терени да се направи. Има место Битола кај да се прават тие работи. За место има, да. Да се направи, да им се понови инфраструктура. Во прв тим дотоаш би настапувале најдобрите млади од школата што се фудбалери, плюс неколку искусни што би знаеле да пренесат вистинска фудбалска филозофија на младите, бидејќи сега тие што играат, кој како ќе ме свати, али 90% се платеници. И затоа сега ние имаме без ниеден долг спрема фудбалерите не враќаат ни 2%. Да. Нажалост, да. И сега тука можеме да бараме одговорност. Селекција која правеше селекцијата на фудбалери, стратегија, не знам, тренерот грешил или било како. Меѓутоа, јас мислам дека фокусот на општината се до пронаѓање на приватник треба да биде насочен на младите. Овај град. Нешто да се наслушни, ќе го купат овие, оние. Стално ние секој лето има по некој, а? Од Турци, од Арапи, од претходи Русија на време имаше, па
кој не се прошетал тука само на Муавет, што е вистина си знаат собствениците или општината сега, тие се собственици. И ете како собственици, утре ден да се најде некој таков спонзор, мора и да се заштити клубот. Значи не е така едноставно, има да не ти го сменат името, грбот, седиштето на клубот, значи има услови. Има да, некои што се тие се ситници, али за нас се многу големи. Идентитетот на клубот мора да се заштити. Да остане. По за крај сакам да те прашам, јас кога бев јас дете, немаше беа чкембари. Сега, не сега, може има поќе години, има чкембари, Нова Битола, чкембари, да, центар, подгрупи. Да. Што е муабетот со подгрупите, како функционира тоа, како оди? Вака, значи подгрупи имало и раните 90-ти, сега ќе спомнам неколку. Екстремо Карпош, Фанатик, Битола, тие значи 90-тите, многу рани 90-ти години. Имаше конзоли, Битола една група исто таа центар мислам беа и една од најпознатите Хаос беше, така се викаше. Хаос Битола. Подоцна замреа тие, јас колку што знам, подгрупи. 2005 година се случи експанзија на формирање на нови подгрупи. Се формира и Green Front Гинимале, Ултрас Битола, БФЦ, Чкембари, Нова Битола. Сега сме 2025, сите треба да слават по 20 години. Има некои најави. Многу славијек има, баш така се потрефија и јубилеите. Вака, подгрупите јас не ги гледам како нешто лошо што не за лошо, него да, тие се пред се создадени, пример како што спомнав, ако се сеќаваш уште на почетокот на најавата, сите сме почнали да одиме на утакмица со децата од малата, најчесто, и сега има некои дечки поќе што ги бива, си се организирале, како ќе одиме ај заеднички ќе одиме сите на утакмица, ќе си измислиме име, ќе си извадиме име, било како, и ќе си извадат реквизит, маичка, шалче, било како. Меѓутоа, сето тоа е убаво и здраво, се дури се работи во интерес на матичната група, да, бидејќи работиме разграничена одговорноста, кој ќе ги бери од Гинимале, значи имаме луѓе кој ќе ги бери дечките од Гинимале, кој од Нова Битола, од Бајро и така натаму. Ние порано, да речем, 2007-2008 кога беше, јас од Гинимале одевме на утакмица со Кортео, да речам, и се сретнувавме кај Белачешме кај семафорите со Ултрас Битола и таму заедно одевме на стадион на Широксока и се такмичевме меѓу нас кој поќе луѓе ќе собере, ама тоа сето е здраво. Да. Не ривалство, здраво такмичење меѓу нас кој поќе луѓе ќе собере. Се дури така, се дури се интересите на единствената група, сите работиме за единствената група, да речам, си е окей се тоа. Па сега, пошто сме на крајот дојдени, сакам да испратиш една порака до сите млади навивачи, што и не се до тој левел на навивачи, што претендират да бидат. Што порака би му испратил ти од тебе нешто? Да, и што значи вредностите на навивачката група, сајте ке речем за Чкембари, се Пелистер, сакајте го спортот, Битола, сакајте си го градот, и Македонија, сакајте си државата. Ништо тоа не е лошо, ништо тоа не е страшно, и кој носи во себе пасија, кој носи во себе страст, кој носи во себе има некоја врела крв и желба да работи во интерес на таа идеологија, во интерес на спортот и навивањето. И навивањето и спортот, кој во себе го има искреното во себе, бидејќи со сила никој ништо не може да биде. Вратите на групата се отворени, има сега моментално дечки петка што си ја бркат работата, млада крв. Јас во последните години ради сплетни околности сум во некоја друга улога, меѓутоа секогаш стојам за групата. Било која да ми е улогата на трибини. И спортот, навивањето се здрави и да си ја продолжиме традицијата да имаме јака навивачка група, бидејќи со јака навивачка група
самите навивачки групи се чувари на спортската традиција на секој еден град. И со здрава, со силна навивачка група секој град има само придобивка, нема лошо да види. Точно. Фала ти многу што дојде. Не велам дека ова ќе биде прво и последно. Се Така. надевам ќе те убедам уште еднаш да дојдиш потаму. Зошто? Заради тоа што знам дека многу работи што можеа да се споделат, немаме време да ги споделиме сега, правевме муабети за други работи. Можеме и на други теми да правиме муабет, пак поврзани со навивачката група. Времето ни е толку колку што ни е, мислам дека и го подзаминавме малце, ама ако тоа е убаво и здраво, затоа што со Коки имавме убав муабет. Фала ви што не гледавте. Го поздравуваме Коки уште еднаш и се гледаме во следната епизода за една недела.